Почитувани, состојбата со пожарите низ државата е дефинитивно драматична и алармантна. За жал, неофицијално ја имаме и првата жртва. Владата и институциите дефинитивно се немоќни и неспособни да одговорат на предизвикот. На 5 локации низ Скопје, граѓаните сами со своји раце и со своји ресурси се борат со огнот. Криза има во Дојран, криза има во Крива Паланка, во околината на Скопје. Граѓаните со лопати и со голи раце ја спречуваат огнената стихија. На многу места во опасност се фабрики, куќи и имоти, а штетите кои се закануваат се огромни. Според сведоштвата од терен, институционалната поддршка или доцни, или целосно изостанува, особено во Крива Паланка, во скопските села, како и во Дојран, каде помошта пристигна дури откако штетите беа веќе направени. Крива Паланка, почитувани, се наоѓа во најтешка положба. Огнот веќе зафатил делови од градските населби. Помош од Дирекцијата за заштита и спасување нема ниту во една општина, иако била барана повеќе пати. Во Крива Паланка државата е целосно отсутна, до толку што на сцена се појавуваат бугарски пожарникари за да ја завршат работата на македонските институции. Во Дојран пак, во селото Николич, пламените јазици се на само неколку метри од фабриката Дојран Стил, а во ризик се и резервоарите со метан. СДСМ уште пред 2 месеца предупреди дека нема никаква подготовка, ниту стратегија, дека се доцни со мобилизирање на луѓе и механизација и дека не постои соодветна комуникација со граѓаните. Не е на време ниту побарана помош, ниту е направена соодветна координација со НАТО партнерите. Владата, како и секогаш, наместо да преземе одговорност, се крие зад болни и морбидни обвинувања, кои опозицијата и СДСМ дури и за подметнување на пожарите. Тоа го прават само луѓе кои немаат грам свест за тежината на својата функција и довербата што им ја дале граѓаните. Кога се очекува лидерство и одговорност, владата нуди само манипулации, спинови и обвинувања. Мицкоски нема контрола врз државата, а сега веќе нема никого да обвини.